Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Денеска во Соединетите Американски држави е празник, денот на благодарноста. Време кога американците ги бројат своите благодати. Но тоа не го спречи приливот на вести. Еве што се случуваше во последните 24 часа. Американскиот председател Барак Обама во вторник ќе објави новата стратегија во Авганистан во говорот во Американската воена академија Вест Пойнт во Њујорк, соопшти Белата куќа. Според медиумските извештаи, таа предвидува располагање на најмалку 30.000 дополнителни војници. Обама се заложи дека, цитираме, ќе ја заврши работата во Авганистан. Водачот на Талебан, Мула Омар, пак во порака преку интернет ги отфрли мировните преговори со афганистанската влада и предвидува дека САД и сојузниците ќе доживеат неуспех, како и дека поразот не може да биде избегнат со засилување. Кина си зададе цел да го намали испуштањето на јаглерод диоксидот во атмосферата еден ден откако САД дадоа слична залажба во очи климатскиот самит на Обединетите нации во Данска. Кина ќе го намали нивото од 2005 за 40 до 45% до 2020. Вчера американскиот председател Барак Обама најави дека ќе учествува на средбата во Копенхаген и од САД ќе намалат емисијата на јаглерод диоксид од 2005 за 17% во 2020. Цената на златото скокна за преку $21 и се извиши на рекордни $1.188,60 на вчерашното тргување на берзата во Њујорк, во време кога инвеститорите се загрижени поради инфлацијата и слабењето на американската валута. Денес пак доларот на тргувањето во Токио падна на најниско ниво во последните 14 години. Аналитичарите велат дека тоа се должи најповеќе на очекувањата дека американските федерални резерви ќе ги задржат каматните стапки на многу ниско ниво уште долго време. Златото и другите артикли вообичаено се вреднуваат во долари и кога неговата вредност опаѓа, цените растат. Американската тајна служба врши истрага како непоканата двојка од сојузната држава Вирџинија успеала да влезе на државната вечера во Белата куќа во чест на индискиот премиер Манмонах Синг. Вашингтон Пост пишува дека Микаеле и Тарик Салихи подоцна објавиле фотографии од вечерата на нивната страница на Фейсбук, на кој се заедно со подпредседателот Џо Бајден, шефот на кабинетот на Белата куќа Рам Емануел и други гости. Портпаролот на тајната служба рече дека непоканетите гости минале низ истата безбедносна процедура за оружје како и другите гости и дека не представувале закана за настанот, но дека на контролниот пункт не биле спроведена и соодветна процедура да се провери дали тие биле на листата на гости. НБА звездата Ален Ајверсон најави повлекување. 34 годишниот кошаркар кој 10 пати се појави во тимот на сите звезди. Година одигра само 3 меча за Мемфис пред да земе одмор од лични причини. Поголемиот дел од кариерата го мина во Филаделфија, но во 2006 мина во редовите на Денвер. Минатиот ноември Денвер го продаде на Детройт. Американците денеска традиционално го прославуваат денот со печено мисиркино со дренки, парада во Њујорк и во кругот на семејството и пријателите. Во продолжение следи прилог за едно од најамериканските нешта – денот на благодарност. Првите англиски доселеници биле благодарни што домородното население им покажало како да одгледуваат храна и да ловат во новите услови. Во 1621 организирале голема гожба во таа чест. Во 1863 председателот Абрахам Линколн го прогласил последниот четврток во ноември за празник, Ден на благодарноста. И до ден денес американците секоја година на овој ден ги бројат своите благодети. Председателот Барак Обама им посака среќен празник на сонародниците, советување дека нема да запре додека економијата не се обнови и стане уште посилно од порано, фокусирајќи се на проблемот со невработеноста. Вчера пак со целото семејство во Народна кујна во Вашингтон делеше вечера на бездомните. Претходно во денот, Обама традиционално помилува мисирка. 20 килограмската птица, подигната храброст, така избегна да се најде на трапезата и ќе биде дел од празничната парада во Дизниленд во Калифорнија. Кога сме кај парадите, денот на благодарноста не може да се замисли без големата во Њујорк, на ланецот стоковни куќи Мейси, која се одржува 83 години поред, позната по големите балони во форма на популарни ликови од цртаните филмови и стриповите.
38 милиони американци се очекува да патуваат за празникот за да бидат со семејството и пријателите. Но годинава поради рецесијата се помалку со авион, а се повеќе со автомобил и автобус. Патниците се жалат дека авиокомпаниите воведуваат дополнителни такси. Моментот го искористи американската железничка компанија Amtrak, која смета на двојно поголем промет, и автобуските компании кои најмуваат нови вработени и опрема за да се справат со напливот. Без разлика како ќе дојдат дома и со колку длабок джеб, американците вечерва на трпеза со традиционално печено мисиркино, сос со дренки и разни други вкусни додавки, сепак ќе искажат благодарност за она што го имаат. Во продолжение на Newsflash, лекарите во неколку американски градови велат дека опаѓа бројот на случаи од свински грип, што може би е индикатор дека минал климаксот. Меѓутоа, вирусот досега однесе 7000 животи и предупредуваат американски здравствени лица дека престои нов бран на зараза во земјата. Кога заразата беше во полнек, оваа детска болница во Тексас мораше да подигне шатор за пациенти. 2 месеца подоцна шаторот го нема, а нема ни толку многу болни. Во одреден момент, 70% од пациентите имаа позитивни резултати за свински грип, а сега по 10. И други болници широм САД јавуваат за опаѓање на случаите. Има и се помалку затворени училишта. Веројатно поради имунитетот на стадото, така да се изразам. Вирусот така се расшири во Соединетите Американски држави, што неверојатно дури 22 милиони дојдоа во контакт со него. Во Центарот за контрола и спречување на болести вела дека тој се уште е расширен и се однесува како што предвидувале. За сега нема промена, не станува повирулентен, ниту се смени генетски. Се уште сметаме дека вакцината е добар одговор. Норвешки научници пак тврдат дека нашле мутиран вид кај тројца пациенти што предизвика потешка форма на грип, но здравствените лица не очекуваат таа да се шири. Центарот за контрола и спречување на болести препорачува сите кои не заболиле од грипот да се вакцинираат. Велат, иако бројот на случаи опаѓа, во одредени делови на САД се уште заболува голем број на лица. Не знаеме колку ќе трае овој бран и дали ќе има други. Знаеме дека сезоната на грип може да трае се до мај. А со сезоната на празници на прагот, лекарите наведуваат дека може да има нов бран, бидејќи голем број луѓе ќе патуваат. Утре во Newsflash. Музеј на пустината во Аризона. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Најнови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.